При крајот на оваа година некако во врвот на интересот на македонската јавност повторно се враќа една приказна која ние сме ја третирале и во претходната сезона на утрински брифинги, и тогаш морам да ви кажам дека предизвика прилично голем интерес на вас, нашите гледачи и слушатели, бидејќи прегледувањата на тие видеа достигнаа своји мали известни рекорди во на нашите бројачи на прегледи. Имено станува збор за приказната за рудникот Иловица и Штука, за Euromax Resources, за тогашните гости од невладините организации кои се бунат против тоа и така натаму. Луѓето од Зелена долина ни беа представникот гостин минатата недела, за која говореше, стана збор за најновите судски одлуки околу рудниците, а денеска со мене во студиото е господин доктор Живко Груевски. Добро утро, господин Груевски. Добро утро. Кој е инаку представник на Euromax Resources, директор на канцеларијата, така би може да се каже? Директор за комуникација и односи со јавноста во државата. Епа вистинскиот човек за ова што сакаме да го разговараме. Некако повторно се заврти тој вител околу целата приказна за Euromax Resources и за отворањето на тие рудници во Источна Македонија, бидејќи знаеме дека тој проблем се провлекува 6-7-8 години наназад. Меѓутоа, две пресуди, од која последната на Висшиот управен суд, практично ви дадоа за право да наново ги редефинирате своите позиции и се обидете повторно да го рестартирате целиот проект кој што во меѓувреме прилично застана. На тоа сега има една реакција политички и така натаму околу целата работа. Кажете ми само прво да ве замолам некакви основни информации да ги подсетиме гледачите за да влеземе потоа во реакциите и вашите ставови за тоа. Основни информации околу самиот рудник, идејата, до сега инвестицијата, бидејќи мислам дека луѓето и не знаат колку скапа инвестиција тоа за сега на вашата компанија. Проектот за рударски комплекс, би рекол не само рудник, рударски комплекс Иловица Штука е проект мега капитална инвестиција во оваа област. Вкупната инвестиција во првите 2-3 години на изградба на самиот проект би достигнала некаде до 400 милиони евра, а понатаму со текот на оперирањето, кое е предвидено за следните 22-3 години, зависно од условите на договорот за концесија, ќе значи дека зборуваме за некои средства кои што премавнуваат милиарда евра, затоа што секоја година ќе се трошат сериозни инвестиции, повеќе од 70 милиони евра ќе одат во локалните бизниси, сапортери, сервисната индустрија, локална македонска, која ќе го сервисира целиот тој голем проект. Проектот ќе понуди, ќе обезбеди околу 600 директни работни места и над 2700 по искуствата светски, 2700 индиректни работни места, што ќе рече работни позиции на луѓе кои се ангажирани во локалните бизнис компании кои што ќе соработуваат со рударскиот комплекс. А кога велам локални бизнис компании, за да разберат повеќе гледачите, се работи за компании од секторот на градежништво, транспорт, кетеринг, угостителство, хотелиерство, медицина и така натаму. Значи, Груевски, не зборуваме само за рудник. Ова се фасцинантни се овие бројки кои слушаме, податоци. Па се фасцинантни. Мислам дека некако и колку и да ги повторуваме, како да не допираат до ушите на јавноста. Изгуби мерка македонската јавност денес, како ќе кажете 5 милиони, 50 милиони, 5 милиарди, на луѓето им звучи релативно исто. Меѓутоа, ова се разочарувачки, ама ние не се разочаруваме. Така, фасцинантни се тие бројки што ги спомнувате и тие се предпоставам реални во вашите опции. Зошто предизвикувате толкав одиум во тогаш, ако е сето тоа така во јавноста, во смисла на невладиниот дел од јавноста, која се буни заради загадувањата евентуални од тоа што ќе следува, но и во политичката јавност, бидејќи морам да кажам дека во последниве месеци некако се обединија и власта и опозицијата околу противењето за обновувањето на концесиите. Министерството за економија неодамна имаше официјален став дека концесиите нема да се обноват.
еден од, да кажем, коалиционите партнери во владата, партијата Дом, која до души се занимава со нејзината база, човековата околина, излезе со резолутен став дека такви рудници нема да се отворат. А и во вчерашното соопштение, зашто малку подоцна ќе разговараме, лидерот на опозицијата исто така ве спомнува во негативен контекст. Зошто предизвикувате толку одио? Па, наша компанијска корпорацијска политика принципиелна е да ние всушност и не ги коментираме изјавите на политичките партии поврзани со нашиот проект и противењето или аргументите кои тие мислат дека се валидни за тоа. Само да подсетам, сите знаеме дека сме во екот на борбата со пандемијата и последиците пред се на здравствениот план но и со економските последици од таа пандемија. Она што е ноторен факт дека ситуацијата драматично се промени во последнава година. Иако нападите кон нас почнаа 2-3 години претходно. Ние вчера прочитав или пред некој ден прочитав дека Државниот завод за статистика објави дека државата и националната економија и официјално влезе во рецесија. Објавија дека е регистриран пад на извозот од 12,8%, ако не се лажам, и пад на увозот од 11,5% во периодот од јануари до октомври 2020 година. Народна банка, наврзена неколку економски податоци, Народна банка објави пад на предвидувањето, практично проектирањето на идниот развој и бруто домашниот производ на сериозни стапки. Сакате да кажете Македонија оди во економска криза и овие иницијативи се веројатно неопходни, а не само токму така, и ако видите дека во такви проекции, па ако се додадат и определени податоци од некои анализи кои што ни се достапни на сите, дека во октомври оваа година е забележен зголемување од околу 52.000 нови лица кои што се регистрирани како невработени, од кои некои 16.000 лица изгубиле работно место директно од последиците на ковид кризата. Наметнува дека ние не можеме да се однесуваме комфорно и да критикуваме без аргументи, да бидеме против без аргументи. Во тој контекст да ве прашам, гледайте, цело време, прв пат гледам дека последниве недели се појави некаква граѓанско движење таму кое е во поддршка на вашата иницијатива. Мислам дека се вика Рудник на можности, ако не се лажам. Тоа е резултат на ваша работа и има и луѓе таму на теренот кои што практично ги гледаат можностите за сопствена подобар живот со отварањето на рудниците? Па знаете, ние го слушнавме очајничкиот крик, би рекол, без многу патетика сега, на еден голем дел од населението од Струмичкиот регион, кои се обраќаа до нас и им помогнавме да го кажат, да го артикулираат својот став, дека не се согласуваат со дефиницијата дека е ова рудник на смртта, дека се тоа луѓе кои сакаат прогрес, сакаат иднина, сакаат развој за својот крај и за своите помлади генерации. Малтене Ордановски, како да чувме еден крик кој вели: аман, не браните веќе. Ве молиме до здрава котлина и другите самонаречени активисти. Не вовлекувајте сите дека сите сме против рудникот. Дозволете да го кажеме нашиот глас дека сме ние за. Не воведувајте и не убедувајте дека треба да се вратиме во некое предисториско време без индустрија. Ние не можеме да живееме, велат, од вашите изјави и пароли дека е ова рудник на смртта и дека вие ќе не заштитите. Ние мораме да живееме од реална економија, од нешто што ќе нуди прогрес и развој. Така да тоа е едно движење и јас морам да кажам дека сум многу горд на овие луѓе, на овие граѓани кои што и покај личните притисоци излегува во јавност, ги снимија своите изјави, ги кажаа своите лични, семејни
проблеми, иселувањето на нивните млади генерации. Никогаш не можност успев да се разберам, бидејќи вие говорите за силни притисоци, и ние сме свесни за тоа. Гледаме дека темата предизвикува навистина големи конфронтации. Никогаш не успев да разберам, се работи само за еколошки проблеми за кои се предупредува, или има и бизнес интереси кои што стојат во позадината на целата оваа антикампања против вашата иницијатива? Бидејќи да не се залажуваме, во Македонија во тој контекст на индустријата со која вие се занимавате, има и регионални, а богами и пошироки интереси кои што имаат различни своји иницијативи на други места во државата. Веројатно има од се помалку, меѓутоа доколку би коментирал сега тоа, јас би влегол во на што го осудувам, обично се тоа неаргументирани манипулации, шпекулативни тези, теории и така натаму. Најповеќе од се сметам дека се работи за незнаење или неспремност да се слушне другата страна. Знаете, ние најдуваме над зид од другата страна. Едноставно, ниеден аргумент кој што ќе го пласираат нашите експерти или експертите странски, или правните експерти странски, едноставно како да не допира до другата страна. Сте се сретнале со представници на партијата Дом, бидејќи знам дека ова со невладините организации сте имале обиди, сте се среќавале, таа приказна ми е јасна. Со Дом сте се сретнале ли? Бидејќи госпожа Лилија Поповска имаше прилично овака еден одрешит став дека апсолутно нема никош да се согласат за отварање рудник на тие локации. Не, реков дека ние не се среќаваме со политички партии и не коментираме политички партии, ги респектираме сите. Ние сакаме, можам да кажам дека никој нас не може да не истера од оваа држава и никој нас не може да не продаде или распродава, како што можев да слушнам во изминативе десетина години, на некои други за некакви други интереси. Чекайте, додека сте нова поента, бидејќи вчера се случи опозицијата и лидерот на опозицијата да објави долг список на неуспеси на владата, што е нормално, тоа е работа на опозицијата, барајќи оставките натаму. Ви цитирам еден став од тој долг список. Вели, владата на Заев избрка канадска компанија за да може бугарска компанија преку Кајманските острови да го купи рудникот Иловица, што отвара сомнеж дека е дел од пакетот концесии на Заев пред Софија. Имате вакви сознанија, претпоставам дека ова за вас се однесува, бидејќи вие сте рудникот Иловица. Да, оваа конкретна изјава, морам да признам, не сум ја слушнал, меѓутоа оваа брутална манипулација и шпекулативна информација некаква околу ова што сега го прочитавте, веќе десетина дена, да, верувам, се извинувам што баш ова не сум го прочитал, меѓутоа ова е присутно во ваква форма веќе околу десетина дена наназад. Беше практично лиферувано, ако можам да кажам, на Facebook или на социјалните медиуми на невладината Здрава Котлина и потоа превземено од повеќе веб портали. Што можам да кажам, господин Богдановски? Euromax Resources ДОО Македонија е во 100% собственост на Euromax Resources Ltd, канадско друштво регистрирано во Ванкувер, Канада, кое е јавно листирано на канадската берза за хартии од вредност во Торонто. Ние имаме апсолутно диверзифицирана акционерска структура, мултинационален капитал на инвеститори од Канада, од Соединетите Американски држави, од Швајцарија, од Обединетото кралство, Англија и од неколку земји во Европа. Од 2012 година не е направена никаква целосна продажба или пренос на собствеништвото на мајката компанија, која е листирана, реков, на берзата и како јавно листирана, таа подлежи на регулатива, на тотална транспарентна регулатива. Така да вакви шпекулации се, што да ви кажем, едноставно ги респектирам прашањата и коментарите, јавноста мора да знае за овие работи, меѓутоа ова може лесно да се проследи барем делот на примања ова Кајмански острва, тоа интересно звучи, меѓутоа сите фондови
сите средства за инвестицијата и до сега, а и од сега понатамо најверојатно, доаѓаат или од Канада, или од Англија и се регистрирани во Народната банка, може да се нашата Народна банка во Република Северна Македонија и во Централниот регистар. Се тоа може така да се провери. Гледайте, ова што го разговараме очигледно е една кулминација, па би се рекло и на политички притисок, бидејќи после 9 пресуди на судот, управните судови во Македонија, основниот и вишиот, практично кои беа на ваша страна, практично вие сега доаѓате во ситуација да можете да обновите целата постапка за консолидирање на концесијата и за покренување на рудниците. Па ми се чини дека страната која е против вас сега врши политички притисок врз владата да тоа не се случи. Како се снаоѓате помеѓу овие правни и политички притисоци, бидејќи во Македонија е многу занимливо, кога не функционира судството, имате огромен повик дека власта се меша во работата. Кога судството носи одлуки, имате огромни повици владата да се меша во работата за да ги поништи одлуките. Како се снаоѓате како странски инвеститори во овој вид на контексти? Навистина никогаш не ни е досадно во нашава држава. Морам да ви кажам дека дури и за оваа пресуда која е во наша корист, правосилноста на пресудата и последната одлука на Вишиот управен суд по првостепената одлука на управниот суд, ние дознавме, верували или не, од медиумите, кога Здрава Котлина го објави викендот, ја објави пресудата. Ние сме странка во спорот, ние дознавме од медиумите дека сме... Ја немавте видено, ја немавте добиено. Не знам, не навлегувам понатаму во коментар за тоа. Меѓутоа, факт е дека со оваа последна одлука на Вишиот управен суд и станува правосилна пресудата на управниот суд, која беше во наша корист, која го поништи решението на второстепената државна комисија, по основ на недавањето дозвола на Министерството, првостепениот управен орган, Министерството за економија, за дозвола за експлоатација на една од концесиите Иловица 6. И сега, како што и нашиот извршен председавач со бордот на директори Тим Морган Вини изјави и тоа беше во нашиот прес релиз, ова создава дефинитивно една сосема нова правна известност по долго време за иднината на овој проект Иловица Штука. Тоа веројатно ги засекира многу чинители во државата. Новата правна известност за иднината на овој проект за нас само значи еден сериозен нов момент, нов поттик, да ја поттикнеме и повикаме владата и сите релевантни институции, да седнеме заедно, да видиме што е она што можеме, што е можно побрзо да го направиме, да понудиме на државата излезни решенија. Ние сме овој проект е едно од светлата на крајот на тунелот. Ревитализација на економијата, можност за посреќен живот на нашите граѓани. Така да, ова го гледаме само како еден поттик за разговори, за соработка, а не триумфализам или не нешто дека некој победил или некој изгубил. Сите мораме да победиме. Една од забелешките кои што противниците на вашиот проект ја ставаат до знаење на јавноста е тоа дека Министерството за екологија, за животна средина, практично вон правни постапки и со кршење на правните постапки вие одобрила студијата за оцена на влијанието за еколошкото влијание од рудниците врз животната средина таму. Се влече цело време таа една, да кажем, линија во целиот овој спор со години дека вашата студија за еколошките последици не е добра, иако минатиот пат кога разговаравме, ја самиот проверив, се работи за една многу обемна студија која е достапна, објавена и така натаму, и која или луѓето не ја читаат, или и кога ќе ја прочитаат, потоа се фаќаат за формални постапки дали била навремено одобрена или не. Има кршење на процедурите во таа смисла или е тоа сепак еден обид да се проблематизира проектот и од тој аспект?
ваквите прашања, меѓу другото и околу процедурите и постапките, како и ова што претходно го коментиравме околу судските процедури и постапки во државата или евентуалниот арбитражен спор за кој што нашите меѓународни експерти се веќе подготвени да побараме заштита доколку не успее инвестицијата на понормални патишта во нашата држава. Само да спомнам, до сега имате негде околу 50 милиони евра вложено. Да, тоа е над 50 милиони евра се вложени до сега во овој проект, затоа што овој проект е започнат во раните 2000-ти години. Ова е процес, затоа што се работи на тие студии, истражувања и така натаму, додека дојдеш до ниво дека се подготвувате, значи, и за арбитража, ако е тоа? Паралелно се подготвуваме за арбитража. Нашите меѓународни легални експерти ги сработија сите подготвителни работи за да се направи арбитражен процес кој сигурно ќе биде во корист на Euromax Resources, затоа што елементите по кои се повикува за билатералните спогодби за заштита на странски инвестиции се непобитни. И странската арбитража, да разбереме сите, не значи дека треба прво да се исцрпат сите средства, како што некој некогаш сака да каже правни средства во државата, па потоа за ваков тип на арбитражни заштити и процеси тоа не е неопходно. Меѓутоа, да нагласам, да биде јасно, да не остане никаква дилема. Арбитражата за нас е апсолутно крајниот чекор. Ние правиме се за да бидеме успешни со проектот, ние сакаме и никој нема да не истера од државата. Ние ќе останеме, да ги разочарам сите душегрижници, дека ние сме спремни да останеме следните 25 години овде, да го изградиме и да го оперираме овој рудник на задоволство, среќа на сите, на целото население на Република Македонија, на невладиниот сектор, но и на овие политички партии кои се сега против. Сигурен сум дека ќе најдеме заеднички јазик. Ние понудивме да се формираат заеднички тела. Веднаш да се формира одборна доверба, не знам како да го наречам. Едно мониторинг тело во кое ќе членува 90%. Молам? Ве одбија со таа идеја? Па ви реков, не сакаат дури ни да сослушаат ниедна конструктивна тема. Во кој, само да завршам, во кој 90% би биле представници на невладиниот сектор, на локалното население и некои 10% би биле учесници, луѓе од фелата, експерти. Науката мораме да вовлечеме ова. Главниот проблем на ваквите коментари, дури кои доаѓаат и од политичките партии, затоа што не ги користат, не ја користат науката. Минатиот пат да разговаравме за тоа дека практично експертите се замолчени, бидејќи малку и уплашени од силните политички реакции, па не сакат да влегуваат во расправа со политички партии или со невладени издруженија. Веднаш им се ставаат етикети дека се корумпирани, дека се платени, а не... Слушайте, ви кажам, како ќе ги викнеме, морам да ви кажам дека како ќе ги викнеме представници на невладините, тоа се коментарите, еве, вие сте против ова. Така. Сега после овој разговор ќе бидат коментарите, аха, значи вие сте платени од не знам што за да правите. Добро, тоа сме да викнати. Тоа е животот и ние сме доволно искусни да тие работи одат као дежаву и се снаоѓаме во тоа. Последно прашање, господин Груевски, бидејќи времето не истекува, што е сега следниот ваш чекор? Што вие сега ќе правите, бидејќи еве стигнавме до едно ниво во целиот спор, тоа има и правни и политички контекст, нема избори, наскоро не се навестуваат, освен ако ова барање на опозицијата не си поднесе оставка владата и така натаму. Сакам да кажам, обично кога и се изборите во прашање, секоја влада вели чекайте сега да начепкаме, бидејќи и таму гласови не чекаат на терен и така натаму. Што е сега вашиот следен потез? Вие имате, како потек ќе влечете правни, некакви фактички на терен, некакви иницијативи, што ќе правите? Ние имавме многу сериозни активности на двете клучни теми. Едната е работа во регионот, овозможување на луѓето кои што го поддржуваат проектот да биде чуен нивниот глас, дека се за, контакти со локалната, посебно струмичката бизнис заедница, објаснување што значи рударскиот комплекс, што значи тоа за регионот и за државата, можност once in a lifetime
да направиме индустријски комплекс кој што ќе функционира заедно со земјоделието, заедно со другите гранки на кои што струмичани се многу горди и треба да бидат горди, да докажеме дека современото рударство и земјоделието можат заедно да екзистира. Тоа е едната работа. И втора работа е правниот дел, кој што го водиме, го водат нашите правни експерти и еве ова што го зборувавме, сега имаме нова правна ситуација. На база на овие две точки, значи и правната нова поголема известност сега, правна известност зинината, и она што се чу гласот на населението и покажа дека не се само овие 4-5 само наречени лидери од невладината организација и некои други, сега ние повторно имаме нова можност, она што ќе го направиме, да повикаме владата, сите релевантни чинители од невладиниот сектор, да седнеме да направиме едно оперативно тело, заслужува ваков голем проект, да му се посвети внимание, се прават оперативни тела за многу помали проекти, инвестицијски. Одговорност е на сите политичари, било да се од позиција или опозиција, да му посветат внимание на ваков сериозен инвестицијски проект за кој знае целиот свет. Сите гледаат што ќе се случи со оваа инвестиција кај нас и неисполнувањето на условите и незаштита на инвеститорот може да покрене многу последици за државата и да почнеме оперативно да работиме. Да, ќе мора да завршуваме со разговорот, бидејќи не чекат и други содржини. Јас ви благодарам, господине Груевски, за навраќањето на овие теми. Ние ќе го следиме ова и од двете страни, како што и досега правиме, и мислам дека потенцијалот на целата таа приказна е голем. Ќе видиме како сето тоа ќе се развива. Живко Груевски, директор на операциите за односи со јавност на Euromaks Resources во Македонија, благодарам за гостувањето во утренски брифинг. Ви благодарам и секогаш сум на располагање во било кој време.